Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Кинеските власти јавија дека бројката на загинати од поплавите и лизгањето на земјиште во северозападниот дел од земјата се искачи над 700, додека 1000 се водат за исчезнати. Во Соединетите Американски држави секретарот за одбрана Роберт Гейтс најави затварање на голема армиска база како дел од проектот за кратење на трошоците. Со ова ги започнуваме вестите. Најновите бројки се над 700 загина, 1000 исчезнати во разорното лизгање на земјиште во Кина. Спасувачите продолжуваат со потрагата по преживеани во зафрлениот регион во северозападниот дел. И една добра вест. 52 годишен човек во вторникот бил извлечен жив од урнатините, 50 на часови по природната непогода. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс најави укинување на поглавна борбена командна единица на армијата како и други чекори, за да се заштедат пари и да се сочува капацитетот на Пентагон за одбрана на земјата во време на економски потешкотии. Гейтс рече дека во текот на наредната година ќе ја затвори командата на заедничките сили, една од 10 главни борбени команди во Пентагон. Организацијата со седиште во Вирџинија брои 2800 членови и има годишен буџет од $340 милиони. Законодавците од представничкиот дом на САД го прекинаа летниот одмор за да гласаат за законот за воредна помош за работни места во јавниот сектор во висина од $26 милиарди. Законот ќе им додели по $10 милиарди на сојузните држави за да задржат најмалку 100.000 учители и уште $16 милиарди за трошоците за Medicaid, заедничка програма за здравствена заштита меѓу федералните власти и сојузните држави за помош на сиромашните. Претседателот Обама ја подвлече важноста од високо образование за сите американци, со цел земјата да остане конкурентна меѓу најбрзо растечките економии во светот. За него е неприфатливо САД во само една генерација ученици да паднат од првото на 12-тото место во стапката на дипломирани. Медицинските истражувачи со нови сознанија за ризикот од загадувањето на воздухот со издувни гасови велат, зависноста на светот денес од фосилни горива во голем дел е одговорна за зголемениот ризик за срцеви и мозочни удари. Лекарите препорачуваат срцевите и белодробни болни да не излегуваат од дома кога времето е мошне топло. Каусалија Пендјал им вели на своите пациенти во Ричмонд, сојузната држава Вирџинија, пред да излезат надвор да го проверат индексот на квалитетот на воздух, проценка на загадувачите во воздухот, што секојдневно ја врши американската влада. Да се избегнуваат надворешни активности, особено во попладневните и вечерните часови. Медицинската наука, подкрепена со истражување на владината Агенција за заштита на животната средина, најде цврста врска меѓу загадувањето на воздухот и срцевите заболувања. Доктор Роберт Брук е специјалист по кардиоваскуларна медицина на Универзитетот во Мичиган. Бидејќи кардиоваскуларните заболувања се причина број 1 за смрт, не само во развиените земји, туку и ширум светот, загадувањето на воздухот има огромен ефект на морталитетот на глобално ниво. Тој вели дека само 1 до 2 часа вдишување на издувни автомобилски гасови може да биде кобно. Долгорочните ефекти од загадениот воздух се уште поалармантни. По неколку години на изложеност, големувањето на ризикот од срцеви напади и мозочни удари се најверојатно 5 до 10 пати отколку при изложеност од само неколку часа. Истражувањето покаже дека најпогодени се постарите, луѓето кои веќе имаат срцеви проблеми и лица главно од сиромашни квартови кои живеат до главни автопатишта. Американското здружение за срцево здравје препорачува намалување на времето минато во густ сообраќај, да се избегнува джогинг во фреквентни часови и подобар третман на кардиоваскуларните ризични фактори. Има повеќе од 430 членови во Американскиот представнички дом, но само 73 од нив се жени. Многумина од нив ги оставија семејствата и пријателите со цел да ги представуваат нивните изборни единици во Американскиот конгрес. Прилог за 3 конгресменки, кои заедно живеат како цимерки и ја споделуваат не само кариерата во политиката, туку и секојдневието на семејството и мајчинството.
8 часот навечер, крај на активен ден во домот на Каролин Малони, Мелиса Бин и Деби Васерман Шулц, сите од Демократската партија, во едно соседство во близина на Конгресот. Веќе 5 години трите делат покрив над главата, додека служат како представнички во домот на демократијата во главниот град на САД. Конгресменката Малони е собственичка на куќата од 1993. Кога ја купив, сакав да бидам како основачите на нацијата. Кога ќе биле избрани за пратеници, живееле со повеќе колеги во една куќа и за време на вечерата разменувале идеи. Работат и живеат во Вашингтон за време на неделата, а викендите ги минуваат со семејствата во нивните сојузни држави. Каролин Малони е од Њујорк, вдовица. Мелиса Бин од Илиноис и Деби Васерман Шулц од Флорида се мажени и имаат деца. Васерман Шулц вели дека најдобра придобивка од животот како цимерки е пријателството. Ова е жесток град и пријатно е кога дома наоѓаш луѓе кои знаат да се радуваат на твојот успех. Васерман Шулц последниве години имаше поддршка од цимерките во успешната борба со рак на дојката. Годинава пак заедно водат битка за политичките кариери. Трите се надеваат на реизбор на функциите. Мелиса Бин вели: Сите сметаме дека што и да се случи на изборите, нашето пријателство ќе продолжи. Цимерките го минуваат летото во своите сојузни држави и се подготвуваат за кампањата за реизбор. Кога ќе се вратат во Вашингтон во септември, се надеваат дека нема да споделат само доживување од летниот период, туку уште еден мандат во Конгресот, но и уште неколку години заеднички живот. А утре Непобедлив, филм за најдолгата и најмакотрпна трка со инвалидска количка во светот. Инспиративна приказна за храброст и определеноста во време на големи физички тешкотии. За ова гледате во утрешното издание на Newsflash. Утре во Newsflash, во количка преку планините. На 20 годишнината од Законот за лица со посебни потреби, документарец за нескршливоста на духот. Гледате утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер.